Продолжуваме со радио подиумот на Радио Лидера. Сега вклучуваме и телефонски еден мој колега, драг и почитуван колега, новинарот Горан Момировски. Горан, дали се слушаме? Да, се слушаме. Поздрав до сите слушатели на Радио Лидер. Горан, значи ситуацијата е ваква. Јас ова попладне го водам овој радио подиум затоа што кафеаните во Скопје не работат, а во исто време колешката Катерина Тодевска Спасич е во изолација. Инаку ова не е политичка програма, но јас едноставно не знам што друго да работам и мора некако нели да ја сведеме работава на политички муабет. Слушнав денеска дека вечерва во вашата емисија на Алфа гостин е човекот кој ја саботирал истрагата за мафија со ова пасошиве што е од МВР. Да, и кој што се соочува со најмалку 4 годишна казна за саботажа на операцијата на министерот за вътрешни работи Оливер Спасовски, кој што тврди дека 2 години води истрага за 215 издадени лажни, фалсификувани, погрешно впишани матични броеви, така натаму, така во пасоши за криминалци, наркобосови. Чекај. Римовска верна. Нормално се работи за лидерот на опозицијата, господинот Христијан Мицкоски, кој на еден брифинг за новинари, на кој бевме и јас и ти, јас соопшти оваа аферата мафија за овие нели пасоши кои се издавале на светските мафијаши во Македонија. Спасовски го обвини за саботажа на оваа акција, на неговата акција. Според тебе саботажата е кривично дело, како што слушнав досега? Па не според мене, туку според кривичниот законник 316 членот ја опишува оваа ситуација, саботажа, така како што ја спомена министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој што пред 2 дена на пресконференција рече дека од јавното обвинителство и од судот да го процесира тоа негово практично барање, јавно барање, лидерот на опозицијата за саботажа. И сега Оливер Спасовски поставам дека не се консултирал со своите служби, заради тоа што саботажа се однесува на специфични позиции и функции на администрација и таа не може да се на лидерот на опозицијата, меѓутоа доставам во обид да дефокусира од неговата одговорност, тој ја префрла топката на лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски. Малку на ситуација, да не речам аматерски звезда на Спасовски, кој што е под сериозен притисок, се соочува со огромен број на афери за еден месец и ми се чини дека веќе не знае што збори, вака ќе кажам јавно. Денес кулминираше со аферата дека од шталата на МВР бил украден конј, за кој подоцна се покажа дека не бил на МВР, но бил таму заедно, практично од полициска станица коњи му украле. Момировски, она што исто така интересно може ли пред да продолжиш, само една информација која што е ексклузивна, делумно ќе ја споделам со вас и со вашите гледачи. Освен кражбата на коњ од полициски објект во хиподром, добив пред 10 минути една информација дека се случило и кражба на полициско возило од објект на полицијата во еден од македонските градови. Нешто за што проверував допред да почне емисијата, нема објавено во билтенот, официјален билтен на МВР, тоа што значи дека полицијата го крие тој случај. И сега јас вака додав доволно податоци да чини дека и вие како Радио Лидер ќе истражите, јас ќе разбира паралелно, па да видиме кој ќе открие кој украл полициско возило од објект на МВР. Ќе биде интересно. Повели, продолжи со прашањето. Поголема срамота од тоа да им украдат конј и кола е да ги украдат самите нив, а ние би биле премногу среќни доколку некој се обиде и ни го украде Оливер Спасовски. Момировски... Немој, тоа ќе биде трагедија национална. Ве молам, колега Златев, немојте, тоа е многу тежко. Особено вака на овој ден на ромите. Оваа година не го слушнавме ова обиджуко Машка Джијаненгоро, како беше од минатата година. Па да, за жал, ми се чини дека ромите денеска останаа ускратени за една честитка од страна на министерот Спасовски, со тоа што да бидеме коректни докрај, тој минатата
година во ова време беше премиер во техничката влада и се обрати нели на ромски јазик, иако тој ромски јазик најголем дел од македонските роми, барем со тие луѓе 10 на 15 со кои што јас зборував, воопшто не го разбира. Спасовски тврдеше тогаш дека тој зборува ромски јазик, меѓутоа тој јазик што го зборува во видеото е нешто што е неразбирливо за македонските роми, што претпоставува други работи, дека некој нешто му напишал, дека прочитал нешто, меѓутоа тоа е проблемот тие со кои што се соочува деновиве. Имаме цело разнебитен, безбедносен систем. Пред малку читав една друга информација, објавено видео на TikTok во кое што се гледаат припадни специјални единици на МВР, ми се чини дека на тигрите, на социјалната мрежа TikTok, нешто што не смее да се случи, нешто што е сам скандал по себе, заради тоа што една работа тој што го снимал видеото ги ставил во опасност своите колеги, втора работа некој го објавил, значи дошло тоа видео кој што го објавил на TikTok, таму на видеата, повеќе видеа се гледаат и на луѓе, значи се работи за загрозување на безбедноста на луѓето кои што ги изведуваат најспецифичните, најсериозни безбедносни операции во Македонија, луѓе кои што гинеа од диво населје од 2001 година и на краиштата ги загрозуваат и членовите на нивните семејства, што е само еден од скандалите за кои се соочува Олијер Спасовски, заради тоа ми се чини дека и не треба да зборуваме за оваа порака на Ромски. Момировски, исто така, сега пред малку ги подсетивме нашите слушатели дека негде 2008-2009 година Македонија не му даде пасош на култниот Џони Штулич. И сега замислете, Џони Штулич не е достоен да има македонски пасош, но затоа достоен е оној кој пере пари на италијанската мафија, оној кој го бараат за трговија со кокаин, оној кој е државен непријател во Турција поради своите криминални активности. А за еден уметник, каков што е Џони Штулич, еден врвен, балкански, југословенски, како сакате наречете го, уметник, нема место во системот на Министерството за внатрешни работи. Па да, јас сум малку повозрасен од тебе, Златеш, и се сеќава на таа ситуација, иницијатива на неколку независни интелектуалци, да речеме, кои што се обидува во тогашната влада да изистуваат, меѓутоа тогаш се судрија со проблеми од административен карактер, од формален карактер. Џони Штулич воопшто, според моите сознанија, тој живее во Амстердам веќе 50 на години, тој воопшто нема никакви документи. Тој е неговиот личен избор. Тој сметал дека откако го загубил своето државјанство во некогашна Југославија, инаку е Хрват, нели, да речеме по етничка припадност, меѓутоа се чувствува како југословен, тој воопшто нема никакви документи, зашто долго време документи во Холандија и не сакал ни да има. Бил третиран како, тоа се нарекува statelessness, лице без државјанство. Апатрид на македонски. Апатрид, да, лице без ниедно државјанство. И ми се чини дека тогаш тоа беше проблемот, што не можеше воопшто да почне процедурата, заради тоа што вие може да дадете на некого државјанство, нели има различни критериуми во законот за државјанство, меѓутоа крај него ми се чини дека тоа беше проблемот. Не можеше, немаше од каде да се почне. Ние имаме други примери, нели Мекеле кошаркарот и други луѓе кои што имале нели интерес македонската економија, добивале државјанство, меѓутоа ти имале од каде да почнат. Тоа е тоа што јас го знам. И сега се случува овде нешто што е на вистина срамно, би рекол, начинот на кој што се брани Олијер Спасовски, наместо се даде оставка и да заврши оваа негова катастрофална ситуација од која што не гледам како може да се излече. Тој сега нели го напаѓа лидерот на опозицијата дека саботира пресконференции, па луѓето што биле приведени имале контакт со Мицкоски, така натаму. Меѓутоа тој ниту тој, ниту премиерот Заев, кој што го брани и вели дека Спасовски треба да добие нели награда, не одговара на сериозни прашања врз основа на нивните податоци што ги дадоа. Значи, во последните 4 години, откако Олијер Спасовски министер за внатрешни работи, полицијата нема приведено ниту еден мафијашки наркобос при користење на македонски пасош на светски аеродроми или гранични премини.
Што значи тоа? 215 луѓе се шетаат низ стотици земји низ светот. Со македонски документи. Да, со македонски документи. Оле е 4 години таму, на таа позиција, има апсолутна контрола. Тој го поставува началникот на управните служби и на сите луѓе кои што ги водат, шефовите на овие луѓе што беа уапсени, нели, пред 2 дена. Значи, Така. не можам да многу работи има. Да, многу е сумнително. Ви Многу доаѓа претерано. Наркобосови, не еден, двајца, десетици наркобосови, дел од тие 215, не се толку високо во таа мафијашка номенклатура структура, меѓутоа десетици од нив се многу високо. Тие се барани од соседните земји, од други земји, од Интерпол. За нив македонските власти имале податоци дека се бара и тие луѓе влегувале во полициски станици, се сликале, претходно исто така морале да закажат, што е многу битен елемент во истрагата. Се надам нема да не обвинат нас дека ние сега саботираме да не уваме. Ние сме познати саботери во ова како се вика, во ова акција. Ние сме саботери на се што прави оваа влада, така не оквалификуваат. Момировски вечер во ваш гостин е лидерот на опозицијата Христијан Мицковски во 22:30. Зашто ќе разговарате освен за мафија? Сигурно ќе имате и некоја друга тема. Па да, се разбира со Мицковски греота да не отвориме повеќе теми. Бидам искрен, иако лично се допаѓа како атрактивна темата економија и финансии, претпоставам затоа што не разбирам многу, сепак ќе очекувам од Мицковски да ни ја прикаже состојбата како што полицијата, ВМРО, ДПМН, заради тоа што лежал во неколку наврати дека има прилично добри податоци до тоа како се соочува Македонија не само со последиците од генерално од економската криза која што дојде со ковид кризата. Разговаравме пред малку со колегите и ние сметаме дека за да преживееш од први до први со македонска плата треба да имаш економски познавања на рангот на Кристин Лагард, да речеме, или на некој голем финансиски мозок како Џорџ Сорос или Ворен Бафет. Така што гледам дека преживуваш од први до први, така што не верувам баш дека немаш некој финансиски познавања. Да, се согласувам. Секој човек што преживева во Македонија од први до први, и сега тука е посебно прашање околу растот на долговите на секој од нас кон банките, кон разни штедилници, кон разни тие што даваат пари, нели, многу лесно, многу брзо, а кои што речиси невозможно да се вратат подосна лесно без тешки последици. Јас и тука ќе барам одговор од Мицковски да ни одговори не само каква е состојбата во моментот со македонските граѓани, туку и како тој план да ја реши кога ќе дојде на власт. Да, суштината на една опозиција е да ги подобрат работите. Џабе ние ќе критикуваме доколку некој не дојде и не ги смени работите. Да. Стигат повеќе теми со колега Дајан Милосавлjević, денеска повеќе, нели, во повеќе наврати се подготвуваме за интервјуто. Ме интересира, нели, ковид кризата. Јас го поздравив тој чекор, нели, да се побара средба со Заев, да се разговара за спас на државата, за животите, и тоа ќе бараме одговори за тоа и опозицијата може да влие да се намалат овие страшни бројки. Вчера 51, денеска 35, 19 годишна девојка починала. Да одговори Мицковски што е договорот за нови центар, заради тоа што имаше претходно 4 години од корупtivна природа. Во 5 години Втора светска војна во Македонија имаше 20.000 жртви. Во само една година од пандемијата имаме 4.000 жртви. Ова е на ранг на војна за нас. Конфликтот од 2001-та одамна го надминавме по бројот на жртви, така што ситуацијата е премногу драматична, а сите ние сме премногу ноншалантни во исто време. Па не сме ноншалантни, но еве тоа што ни забележуваат и некои гледачи на емисијата Заспи ако можеш со колега Драган Милосавлjević, дека ние понекогаш се шегуваме. Едноставно, знаете како трагично е, луѓе умираат, меѓутоа едноставно мора да се живее. Ако го изгубиме духот, ако
престанеме понекогаш со сатира, со хумор да се соочуваме со состојбите, со реалноста, тогаш како што пред 2-3 дена и рече нашиот гостин професорот Атак, некој тетовчанец што студирал, докторирал во Јапонија, едноставно вие морате да се борите со тоа што ви се случува за да може да преживеете некако. Еден од тие начини е хуморот, нели? Така што ние ќе продолжиме да го правиме тоа што можеме. Од Мицкоски со така сакам да кажам дека ќе бараме и една анализа на рейтинзите на политичките партии. ВМРТ мене брифираше, нели, за одредени резултати од истражување на јавното мислење и би сакал да слушам, мене тоа лично ме интересира движењето на трендовите. Знам дека по сите параметри околу економијата, околу социјалата, околу безбедноста, граѓаните се крајно задоволни, но до пред извесен период тие и покрај тоа што беа незадоволни од власта, сепак дава во голем дел нели поддршка за заедница ДСМ и ДТУИ. Сега таа ситуација одеднаш како драматично се менува и би сакал да затоа што ВМРО не прави нели такви редовни истражувања, ќе побарам и такви одговори на Момировски, ти благодарам. Останете добри во тоа што го работите. Ја продуцирате една од ретките емисии во Македонија во која орбитира слободниот дух. Останете да бидете такви, секогаш ќе добивате шанса на нашето радио кое сака преку радиофреквенциите да ви парира со слободата и со разумот кој го шириме. А вие, почитувани слушатели, останете со 107,4. Следува песната Наркотик, како символ за сите наркодилери кои имаат македонски пасош. Cozy in my mind.